Метрополис, број 1 радиомрежа. Неколку дена пред нова година ми чука некој на врата, ми звони. Ја викам, кој е? Ја па мислев да не е некоја спонзоруша да ја дам малце. Викам, кој е? И ми вика, хонорарот од Метрополис сум. Ја викам, ајде влези. Не, вика, за кратко сум. Нова година 2023. Се надам дека 2022 ми беше убава година. Верувам дека во 2023 ќе влеземе уште посреќни и повесели, да сме живи и здрави. 30 декември, петок, утре е нова година, така да решивме за оваа епизода од најдобрата и омилена ваша емисија. Ти реков ми рече да снимиме една новогодишна емисија. Специјални гости на оваа емисија се прекрасната, харизматичната и морам да признам многу секси пејачка, а тоа е Ирена Лола и шармантниот, висок, харизматичен, одличен вокал пејач Игор Петковски. Специјално изненадување на вечерта ќе бидам, нели, пред тоа што ќе бидам јас сам. Има Рима, јас вас, Дедо Мраз, да ве евам у газ. А тоа ќе биде и Иле хармоникашот. Уживајте. Специјално издание новогодишна емисија. Како сте ми? Супер. Добре. Одлично. Рачете ме мене како сум бе. Новогодишно, ти како си? Јас сум феноменален. Феноменален се чувствувам. Студио, види Метрополис радио, значи неверојатно студио, ви се свиѓа ли ваква кафанска атмосфера, амбиент? Да. Ние сме навикнати на тоа. Да, свирите на секаде. Како дома. Кажи ми, кога свирите на настапи, ви се случило ли некој, например, да ви побара некоја песна, вие да не ја знаете? Да, секако. Се случило. Кој ќе каже дека не се случило, ќе излаже, тоа можам да ти го потврдам. Така што се случило, да, секако дека се. Например, не знам дали знаеш ти, Игор, Ирена не ја знае Стамбулград од Благица Павловска. Ја ми сам ја знае. Ајде да ни опреа која. Да, знам, ама не ми е во репертуарот. Не е добро. Кажи ми ти која песна, например, не ја знаеш? Ви се случило некаде да се обрукате у кафана на ваш настап, например, не знам, микрофон да не ви работи? Интересна случка сакам да ми раскажете. Искрен човек сум, ќе бидам, значи, се случувало некојаш на сред пење да ми снема батерии. Иако сум ставил нови на почеток на настап, меѓутоа топло ладно и се случува тој јоп, на рефренот ти го нема вокалот и после импровизираш, како што викаш ти. Много е важно да знаеш како да изимпровизираш. Така, апсолутно. Кога тргам микрофонот, пошто имам поприлично волуме у вокалот и им пеам така и некој кој е малце повеќе пивна, не ни примете.
Така, што се случило и такво нешто, да. 2014-15 имавме екстремно кратка прилика да те видиме во едно српско музичко шоу од Звезда Гранда, така ли беше? Така. Девојката, уште ти е девојка, жена? Не ми е уште девојка, сега си имам друга, што ќе ми биде жена, здравје Боже, следната година. Опа, значи, ти... Од тогаш многу работи се смениат. Уште 100 девојки. Добро си истражил, да. Да, бе, да. Кажи ми, значи 2023 влагаш со нова девојка. Така е. Брак планираш? Да, веќе сме верени, така што... Еј, верени не вика на наступ, на свадба, на свадба. Чекај со свадбата да кажете наскоро. Девојка ти дали е недостижна за тебе? Не, за мене е секогаш достижна, меѓутоа за другите да е недостижна, тоа е важно. Недостижна за тебе песната на Ирена. Така. Ја изведе на еден фест во Куманово. Да, Тумба Така ли е? Тумба фест? Да. Како дојде до таа песна? Цане Петров, он ја направи музиката, аранжманот, све и така се договоривме со него, ајде ќе идеш на Тумба фест, идам, викам зашто не. Така. Ќе направиме песна, ќе направиме. Освои некој место? Не, на Тумба фест не беше со награди фестивалот, него чисто онака. Немаше да ви да, не за друго. Не знам тоа. Македонски фест што може да е? Аплауз само. Како што правам ја, само аплауз, што доравте чао пријатно. Си направи спот за таа песна, така да. Одлично, тоа е најута. Некако медиумски последно време не си ми толку многу експонирана. Која е причината за тоа? Дали дека не доаѓаш често во ти реков ми рече или... Прв пат доаѓам, не си ме викнал да се. Не заедам, ќе ти братам за ова. Добро, нема и други емисии толку добри како ти реков ми рече, затоа во оваа специјална прилика чекав да дојде нова година, па затоа и те викнав. Многу настапи, како постигнуваш се? Па се постигнува, да. Покрај тоа што ти си мајка, имаш и син, како постигнуваш во таа улога во животот, како се снаоѓаш во таа улога во животот? Па све се постигнува, има време и за синот и за Син ти колку години има? 8 години. 8 години. Значи тоа е второ, трето. Трето? Таблица да. множење тоа си учат? Да, си учат. Браво. Кога сме кај синот, например, дали имаш маж? Не. Имаш дечко? Немам ни дечко, слободна си. Слободна си? Да. Па не знам, мене ми доаѓаш у радио, стимаме емисија со дечко со брада, еден така бодигард. Па са, мора некој да ме чува, нели? Кој ти е тој? Тој ми е колега, заедно работиме. Колега! Добро. Ви Игор ти е колега, што? Не, заедно работиме, ние сме тројца, работиме Дејан, Андреј и јас. Да. Лола и The Boys. Супер, ќе ти дојам дефинитивно на твој настап. Кажете ми, кај сте за нова година? Крушево, Малага. Ова емисија ќе се емитува на 30 декември, мислам сега ја снимаме, сега сме 30 декември, сега сме 30 декември, а утре е нова година. Така да ти си во Крушево? Крушево 31 и 1. 2 дена? Да, 2 дена. Нити му да ти биде напорно? Не. Навикната си. Па навикната сум. Како го рече местото? Малага се. Одлично, значи одиме кај Ирена во Малага. Велете. А ако не стигнеме таму, ќе одиме кај Игор. Каде? На Стара рампа ресторан Ив, таму сум за нова година, исто и петок афтерворк. Во Кисела вода овој ресторан. Така е, да. Да, одам таму. Да, сега е доста актуелен, почнавме таму да свириме со мојот бенд Happy End Band, така што Бојрун повелете да ми дојдете на настап. Апсолутно. Кога сме кај Happy End Band, ти имаш нова песна Биртија. Така е, Биртија се вика. Како дојде до таа идеја? Многу брзо и многу интересно и многу спонтано со маестро Ташко Груевски, за оние кои што не знаат, брат на Благој Груевски, Ја мислам на Никола Груевски ќе каже. Не, Груевски е. Груевски. Да, така што голем поздрав и до него, он ја напиша песната, музика, текст, аранжман, кај него во студија се сними, сето тоа беше многу брзо, ми прати онака баш во дневна со гитарче нека мелодија и мене страшно многу ми се допадна и му викам, Ташо, викам, доаѓам кај тебе. Оваа песна за мене не ни покажа и на друг. Толку. Да, и така испадна се, многу брзо се случи. Рефренчето сакам да го чујам, вака на сува. Може, апсолутно, не знам дали успеа да слушнеш, меѓутоа верувам дека ќе се добри те не де Божа си да пресека да тера на пиење поише. А така е поемска, јако Биртија звучи онака, знаеш, ке си помисли некој Биртија сега, што е ова млади дечки за Биртија пеат, меѓутоа не, многу е певливи и оди вака. Ракија, чаша или две, ништо не оди, не крај мене, не помага старо вино, нити ракија, тај ни чува само ова стара
rakija, čaša ili dve, ništo ne odi, ne kraj mene, ne pomaga staro vino, niti rakija, taj mi čuva samo ova stara birtija. Bravo, bravo. Omiljena poznala seksac. Samo ne mi kažeš, zamisli mi kaže, na primjer, nekoj ne sum, nevina su, zamisli. Kogu će vidjeti toa, demode, i toa biva. Kaže mi omiljena poznala seks. Ne sakam da otkrijem. Zašto? Igor, će otkriješ ti? Znači, tajna si je toa. Tajna si znači, je to, ko ti to je budeš, privatno. ko ti imaš naredan dečko, na primjer jaz, će otkrijeme, taka? Da, Ok. može tako. Metropolis, broj 1 radio mreža. Dijamanti kupuvaš, ti po mene ludovaš, ama džabe, 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 srce drug mi dade. Ama džabe, 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 srce drug mi dade. Milioni da mi nudiš, nema usti da mi ljubiš, drug ja si imao pokraj sebe. Nedostižna sam za tebe. Milioni da mi nudiš, nema usti da mi ljubiš, drug ja si imao pokraj sebe. Nedostižna sam za tebe. Da mi nudiš palati, gdje ti kažem hvala ti. Nekam kući, nekam zlato, pušti me bre bato. Nekam kući, nekam zlato, pušti me bre bato. Milioni da mi nudiš, nema usti da mi ljubiš, drug ja si imao pokraj sebe. Nedostižna sam za tebe. Milioni da mi nudiš, nema usti da mi ljubiš, drug ja si imao pokraj sebe. Nedostižna sam za tebe. Suvo zlato biseri, ne mi vreda cenigi, pa je cel svet da me kupiš, nema da me ljubiš. Pa je cel svet da me kupiš, nema da me ljubiš. Milioni da mi nudiš, nema usti da mi ljubiš, drug ja si imao pokraj sebe. Nedostižna sam za tebe. Milioni da mi nudiš, nema usti da mi ljubiš, drug ja si imao pokraj sebe. Nedostižna sam za tebe. Nedostižna sam za tebe. Metropolis, broj 1 radio mreža.
Што работувате со многу колеги, колешки, се тоа, ама ме интересира кој ви е онака подобар, дали како пејач, дали како појака женска, подобар фраер, кој ви е подобар? Може? Или се вика играва Адриана Кеш или Марија Луиса? А, не можем од нив две да изберам. Една мораш. Исти ми се, не можам. Една Не мораш. смеам. Ќе мавнеш екстрка овако, не? Одма. Ајде. Марија Луиса или Адриана Кеш или екстрка? Ма, одма. Ајде. Ма nije проблем, зашто? Не, дека не го испее јас сам. Марија Луиса или Адриана Кеш? Адриана Кеш или Марија Луиса? Или екс? О, Кеш, доларчиња или евро? Марија бе, за тебе пијац. Добра, а Сани Гроздановска или Стојна Николова? Малце Ќе го непогодена махнеш и ти ти на играва. Кај мене више не ти, ја више го испевам. Ке ти стави на Да се стопам. пак, не е уопште проблем. Не сакам да сум сега неблагодарен, меѓутоа мислам дека Сани. Сани Гроздановска. Некако, не знам, мене лично. Цаки Кисми или Иван Либеро Бенд? Ау, сега. Знам кој е позгоден, дефинитивно, Па али... позгоден е Иван Цаки, секако. Иван. Добро. А не знам, и двајцата убаво пејаца. Еден мораш. Иван. Иван. Ирена Велјовска или Елена Јовчевска? Бидејќи се знам со Ирена, ќе ја познавам, јас и имаме и пеено заедно, така што Ирена. Ирена Велјовска, мојата другарка, инаку Елена ми е една од добрите другарки. Јебе га цела страна ми се другари и другарки. Кажете ми план за 2023-та. Планови. Нова Брак. песна. А, нова песна, топ. Дали ќе ни откриеш? Не знам уште ништо, ама планирам да направам нова песна. Ќе видиме што, како. Уште ништо не, ама планирам. Дали 2022 би се покаже како добра година или за никаде? Мене ми беше супер. Добро, значи имало бакшиш. Имало и бакшиш, и работа. И бакшиш, Игор? И мене ми беше, да речам, плодна година на сите полиња, така да би рекол дека беше добра година. Само здравје да служи и здравје во 2023-та, се надеваме уште поубави моменти. Што ќе им посакаме на нашите гледачи за 2023 година? Прво ти кажи, па јас после дамите имаат предност. Многу здравје, многу среќа, многу љубов и све најубаво. И се, Јасно и гласно. сек, Па, и се карецаш. може и тоа. Јас би посакал исто најважно од се добро здравје, да си ги сакате најблиските, да се чувате и да поддржувате македонска музика и забавна и народна. Бидејќи малце сме, зашто да не се нели поддржиме малку повеќе. Еве јас да кажам, како најстар. Најмлад. Први, да ја слушате Недостижна за тебе, да ја слушате Биртија, да ги гледате емисиите на најдобрата естрадна единствена емисија Ти реков ми рече, поддржана од најдоброто радио Метрополис, радио 99,4, да ме гледате мене, да бидете живи, здрави, среќни и весели, да уживате во 2023-та повеќе добрина, песна, музика, а помалку злоба и јадење на стави дечко тип не е уопште проблем, јадење на. Да сте ни живи и здрави, одиме со песна! Ако одам во Битола, ќе прошетам по широк сока И ќе ја сретна Марија Луиса. и на ден бел в чаршија кафе ќе се напијам. Младост мило ќе си споменам. Па на ден бел в чаршија кафе ќе се напијам. Младост мило ќе си споменам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, неа не давам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна,
за Стамбола битола не дава. Ирена, како помина во ти реков ми рече? Многу убаво. Ова е Одлично. за нови победи, само ќе те прашам за Австралија. Да. Која мука те натера да се вратиш овде? Овдека ми е многу убаво. Се приметува, тоа е ради мене. Ради мојот убав стил. На сите наши гледачи што ќе им посакам уште еднаш. Да се живи, да се здрави, да се весели. Што помалце злоба, што помалце Така политика, е. повеќе страда, повеќе шоу-бизнес. Па сретнек, Ајде, сега не ми сретна. пукна шампања, сме живи, здрави, ајде среќна нова година! Гледайте, реков ми рече, во нови содржини, во новата 2023 година сте ми живи и здрави. Секој добро, уште еднашка среќна нова 2023 година. Metropolis, broj 1 radio mreža.